Темата на денешната пресконференција е спречување на нелојалната конкуренција во туризмот за поголем економски и финансиски ефект во државата. Инаку, оваа тема е иницирана од проблемите со кои се соочуваат туристичките работници на пазарот и тема за која што неколку пати е алармирано во изминатиот период, разговарано на состаноците на Сдруженијето за угостителство и туризам, алармирано и на претходната пресконференција организирана на почетокот на јули оваа година, исто така во Стопанската комора на Македонија. Именно на туристичкиот пазар, туристичките работници алармираат дека е присутна нелојална конкуренција која негативно се одразува како од аспект на ширење на сивата економија преку работа на фирма Човек туристички агенции, така и преку нарушување на угледот на земјата како туристичка дестинација, преку поплаките што туроператорите и хотелите ги добиваат од странските гости, особено во екот и шпицот на летната сезона. Во насока на надминување на овие проблеми, Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија достави и официјално барање до неколку надлежни институции за преземање координативна активност, координирана акција со цел елиминирање на слабостите и проблемите со кои се соочува секторот, односно субјектите на терен. За таа цел беше доставено барање до Државниот пазарен инспекторат, до Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи, до Оделението за инспекцијски надзор Инспекторат општина Охрид, до градоначалникот на општина Охрид, градоначалникот на општина Струга и до Министерството за внатрешни работи, сектор за гранични работи и миграции Запад. Согласно надлежностите, ние баравме во координирана акција, како што реков, во јули месец да се надминат слабостите кои беа детектирани од страна на нашите фирми членки во секојдневното работење. Во меѓувреме, во изминатиот период, повратна информација добивме од Државниот пазарен инспекторат. Од овој инспекторат информира дека се излезени на терен во собствена акција, не во координирана акција со другите институции. При тоа направена е контрола на лице место и не се детектирани некои поголеми слабости од оние што ние ги воочивме. Ние како комора, односно Сдруженијето за угостителство и туризам, имаше и остварена работна средба со представници од Државниот пазарен инспекторат и беше посочена поддршката од ова надлежна државна институција за соработка и во следниот период. Меѓутоа, имајќи во предвид дека изостана активноста од другите институции, ние како Сдружение за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија ќе доставиме информација и до инспекцијскиот совет за активностите кои што се, односно не се преземени во периодот во кој што баравме да бидат преземени одредени активности. Имајќи во предвид дека работата на угостителството и туризам е во надлежност на Министерството за економија, информација од нашите активности ќе биде доставена и до ова ресорно министерство, како и до Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, бидејќи таа е надлежна и одговорна за промоција и подигнување на атрактивноста на Македонија како туристичка дестинација во насока на зголемување пред се на бројот на странски туристи во Македонија. Разговарајќи за овој проблем, се наметна да биде алармиран и уште еден проблем, а тоа е работата на дел од туристичките водичи на терен. И сметаме дека и за овој проблем треба да се преземат одредени активности, бидејќи согласно она што во меѓувреме го разговаравме, се доби констатација дека постојат одредени законски недоречености, неусогласувања околу тоа кој и како треба да преземе активности кога ќе се констатираат неправилности во работата на дел од туристичките водичи. Јас само ќе сублимирам дека сето ова се прави, бидејќи се доаѓа до сознание дека на овој начин директно може да биде загрозен растот на странски гости, односно незадоволството на странските гости од работата на дел од ваквите субјекти на терен. Сето ова влие на приливот на девизниот прилив во државната каса, на активирање на голем број правни субјекти и поединци кои живеат од туризмот директно и индиректно и влие на инвестициите во туризмот, бидејќи многу правни субјекти во обид да останат конкурентни, да останат атрактивни, вложуваат во своите субјекти, вложуваат во новини во работата на туризмот и сето тоа е доведено под знак прашање, имајќи во предвид дека на терен се работи нелојално.
Јас на крајот од оваа пресконференција ќе ви поделам и неколку статистики, официјални статистики што ги имаме како предмет и кои што ги анализираме во насока на добивање на една комплетна слика. Би сакала да кажам само збирно дека бројот на странски туристи и вкупниот број на туристи расте во континуитет и заклучно со 6-тиот месец од оваа година. Расте и бројот на ноќевања. Атрактивноста и понатаму останува на езерскиот туризам и на Скопје како главни туристички атракции. И натаму странски туристи по обем се туристите од Турција, Холандија, Србија, Грција, Бугарија и Албанија. Холандските туристи остануваат доминантни во ноќевањата, турските туристи во бројот на реализирани туристи. Но она што треба да биде исто така констатирано и посочено е дека од 2015 има пат на девизниот ефект од патувањата, вкупно и на увозот и на извозната страна. И сметаме дека токму поради ова, во насока на стимулирање на обезбедување поголем девизен прилив, треба да се работи на отстранување на негативните последици кои што се јавуваат во тековното работење. Освен ова што Даниела ги наброи овие недостатоци, ние имаме запишани уште 6 точки по кои што би требало во наредниот период да работиме, може би до крајот на 2016 година ќе ги направиме во комората да може да ги реши. Например, точката број 1, например, не ја спомнавме никаде, разни институции, спортски клубови, фолклорни групи, синдикати, школи и така натаму организираат патување надвор од државата, што тоа е недозволено и тоа значи дека тоа е директен удар на агенциите кои се регистрирани како со лиценца А. Многу агенции кај нас кои што ги исполнуваат условите за кои што не ги исполнуваат условите за патување, например, биле регистрирани под лиценца број А, во текот на работењето го намалаат бројот свесно на вработени, не ја исполнуваат лиценцата, а сепак организираат патување надвор од државата, или пак никој не ги контролира агенциите со лиценца број Б, што тоа е недозволено и затоа после имаме разни поплаки и многу недостатоци во делот на патувањата. Број 3. Многу транспортни фирми кај нас кои се регистрирани за транспорт се дрзнуваат и организираат патување надвор од државата, што исто така го детектираме како проблем и директен удар на агенциите кои што ги знаат да ги прават тие патувања и тоа го работат цел живот. Број 4. Многу странски агенции, туроператори од странство никој пат не ги прават аранжманите своји преку агенции, него сами ги прават во државата Република Македонија, не користејќи дури ни македонски водич. Ние можеме да сватиме што значи странски водич да ја раскажува историјата во Македонија. Од страна на бугарски агенции, грчки агенции, па дури имаме агенции кои не користат наши водичи од Јапан и од Хонконг. Најново е сега во последно време да такви туроператори од странство земаат само водич кај нас, кој што го организира целото нивно патување и престој во Република Македонија, каде што се манипулира со кеш. Значи, затоа и девизниот прилив не можеме да го емитираме. Тој им ги решава проблемите. И под број 6, како проблем кој е детектиран во најново време е дека имаме безброј апартмани во Република Македонија кои се не евидентирани, а се издаваат на странските гости и тука се избегнуваат директните давачки према државата. Со тоа се и намалува бројот и на гостите, се намалува и девизниот ефект, затоа што ние немаме контрола, а директно влијат во конкуренцијата на хотелите кои се регистрирани и директно влијат на работењето на туристичките агенции кои се лиценцирани и кои работат. Јас би се надоврзал на колегата Славе.
со неколку практични примери кои што се случуваат за време на летната туристичка сезона во Охрид, Струга, па можам да кажем и во Скопје. Човек агенциите ја шират таа нелојална конкуренција преку своји, да кажам, настапи низ централните градски подрачја, низ главните шеталишта во Охрид и Струга, со нивни табли, со делење на нивни флаери и со директно пристапување до гостите кои што доаѓаат од странство. Им се седнува на маси во ресторани, им се седнува во кафичи, им се пристапува директно, да кажам, им се нарушува нивната приватност и на тој начин се нудат тури, екскурзии и останати активности. Тие се регистрирани, ако во минатото биле не лојална конкуренција во смисла на тоа да немале потребни документи и биле нелегални агенции, сега ги имаат искористено некои пропусти во законите и сега се веќе тие човек агенции регистрирани и лиценцирани. Меѓутоа, никој не ја проверува нивната услуга која што ја даваат на туристите и нивната понуда е во најмала рака сомнителна. Се нарушува уште еднаш, како што кажа, приватноста на странските туристи со директното пристапување, со делење на флаери и со продажба надвор од нивните агенции и надвор од нивните, да кажам, подружници. Со тоа се ремети угледот и имиджот на државата, бидејќи тие главни места се, на жалост, имаме доста, се повеќе и повеќе такви лица или човек агенции кои што го прават тоа. Од година в година ова ситуација станува поалармантна и затоа би побарале, како што наведовме претходно, координирани акции на ресорните инспекцијски служби, како би направиле проверка на понудата и услугите кои што ги даваат овие туристички човек агенции. Исто така би побарал поголема ангажираност од Министерството за внатрешни работи, кој што на терен треба да ги согледа овие работи и веднаш да реагира. Секој може да продава, да, туристички аранжмани, може екскурзии, тури на домашни, на странски туристи, меѓутоа тоа може да го прави таму каде што е регистриран. Не на улица, не нарушувајќи ги приватноста, не нарушувајќи ја на туристите и не нудење на тие услуги нападно. Значи, има земји кои што се имаат претходно соочувано со овие проблеми, земји кои што имаат искуство од минатото, меѓутоа тие се надминати. Ние почнуваме сега да се соочуваме со овие проблеми последниве години и имаме тенденција тие проблеми да ескалира, да кажам, и да се прошируваат. За таа цел кажавме кои се постапките, кои се начините како би се спречила оваа нелојална конкуренција или би се намалила за да имаме нормално функционирање на туризмот и туристичката сезона нормално и на сите субјекти во туризмот.